Драго ми е што после успешната програма од 2022 година за поддршка на стартап семени бутик винари и огромните резултати кои што ги даде оваа програма и кои што се видливи за сите, владата на вчерашната седница усвои нова програма која што ќе биде за поддршка на малите производители кои што произведуваат традиционални македонски производи од животинско и неживотинско потекло. Прва програма во историјата од ваков калибар, би рекол, која што ги тангира малите производители кон кои што ние се фокусираме. Еден од нашите клучни приоритети оваа година, кои што беа соопштени во целите кои што си ги поставивме, е развој на 2000 мали семени бизниси кои што ќе произведуваат, ќе пакуваат и ќе продаваат македонски традиционални убави производи и кои што се регистрирани во Агенцијата за храна и ветеринарство за продажба од праг согласно промените во правилниците кои што ги направивме во 2019 година, се со цел да никнат многу нови винарии преку измените во законот за вино, но и да никнат многу нови мали производители на храна, кои што денеска ги гледаме и ми е драго што по кој знае кој пат имаме средба и со Александар и со Сдруженијето на мали производители Алијанса Премиум, кое што расте, се зголемува бројот на производители, на членки, но нагло се зголемува бројот на производи кои што ги произведуваат. Токму на тие барања владата, а на мој предлог и на Министерството, усвои нова програма, која што се усвои на вчерашната седница. Износот на програмата е 35 милиони денари. Ги повикуваме сите мали производители да ги искористат привилегиите кои што ги нудат правилниците за олеснато регистрирање во Агенцијата за храна и ветеринарство со минимални технички услови да се регистрираат своето производство. Сите оние кои што произведуваат ајвар, сирење, кашкавал, джемови, сокови, разни убави македонски производи, да ја искористат оваа привилегија, да се регистрираат во Агенцијата за храна и ветеринарство, со што ќе ги исполнат условите на следниот повик, односно на првиот повик по усвојувањето на оваа програма, да аплицираат токму за средства од оваа програма за поддршка на мали производители, која што ќе обезбеди грантот 600.000 денари, 90% од грантот оди за набавка на опрема за производство, пакување и продажба на овие производи од праг и 10% од оваа програма, односно од овие средства одат за стручните лица, односно ангажирање на технолози за храна. На некој начин ова придонесува и за ангажирање токму на овие стручни, млади и искусни луѓе во и да ги користат исто така овие средства и да набават малите производители опрема, средствата ќе ги добијат авансно, зашто ќе има и соодветна контрола. Програмата и повикот ќе предвидат да најголем дел од документите што е новина ги обезбедиме Министерството преку системот на интероперабилност. Сме едно од најтранспарентните министерства, кое што е целосно фокусирано на дигитализацијата, затоа сакаме со минимум напори и бирократски процедури малите производители да се фокусираат на тоа што е нивна работа, а ние во најголем дел да ги обезбедиме сите документи, да поднесат барање, да добијат грант од оваа програма. Ова е една од програмите кои што владата на вчерашната седница ги предложи. Втората програма е познатата или од минатата година програма за поддршка на стартап винари, кои што се регистрирани, а не го искористиле можноста за грантот од минатата година, односно ново регистрираните мали семени винари. Оваа програма е во износ од 15 милиони денари и верувам дека исто така и оваа година ќе постигнеме рекорди во создавање и креирање на нови мали семени бутик винари, како што тоа го направивме, односно резултатот кој што се постигна во 2022 година, каде што имаме околу 100 нови регистрирани винари, а 59 добија веќе грант, набавија опрема и го зголемуваат, избогатуваат и производството и понудата на македонско флаширано вино со нови над 500 етикети. Исто така владата донесе нова програма за прв пат како предлог на нашите економски и социјални партнери за поддршка на мали дестилери. Тоа е програма која што исто така како и ова за мали производители за прв пат ќе биде ова 2023 година.
Верувам дека ќе биде тоа позитивно искуство како да ги поддржиме малите дестилерии кои што се регистрирани пак во регистарот на Царинска управа, кои што се регистрирани согласно законите и во делот на акцизите и така натаму. Сето тоа ќе биде објавено во јавниот повик кој што ќе следува. Малите дестилерии ќе добијат грант од 300.000 денари и тоа е една нова програма која што за прв пат се спроведува. Ние продолжуваме со политиките на поддршка на малите производители, на малите семени фарми, на малите семени винари и на малите семени производители кои што го збогатуваат целокупниот македонски спектар, заради тоа што имаме 280 сончеви денови, имаме огромни природни ресурси кои што ни даваат можност да ангажираме што повеќе луѓе во земјоделскиот сектор, што повеќе млади жени кои што денеска и произведуваат разни производи, да добијат и соодветна поддршка од државата, да добијат грант со кој што ќе набават нова опрема, ќе ги пакуваат производите и ќе ги користат привилегиите за продажба легално од праки од фарма. Благодарам. Ние како здружение сме позиционирани, прво кога почнавме бевме 10 компании, кои за една година станавме веќе 18 компании во здружението. Станува збор за решение за поддршка на маркетинг, пласман и логистика на нашиот проект. Во нашиот проект има повеќе од 80 производи од компаниите, кои групно застануваме на една сталажа, премиум направена во маркетите, кај што се прескажуваме. Овој проект на овие мали производители, премиум, многу ни е од битно значење, бидејќи сега знаете се менува, доаѓа поскапа амбалажа, ние сме увозно ориентирана земја, кај што доаѓа поскапа амбалажа, доаѓаат поскапи етикети, доаѓа степена варијација на цената која што од минатата година до оваа и ќе ни придонесе значително да бидеме во компаративна предност пред на сталажата, да не ги покачиме драстично цените, да ни останат исти, а квалитетот да се задржи. Овие грантови ќе ви помогнат ли многу за да се модернизираат, да никнат и нови да ви се приклучат? Така е, овие грантови, овој апел до оние кои продаваат од прак, оние кои имаат некоја иницијатива на некаков вид на производот да создадат, ги повикуваме да се приклучат во премиум алијансата, кај што ќе може да допрат до одредени грантови, да допрат до одредени промоции групни, како до маркетинг, до продажба, логистика, например, многу ни значи и така.